Некако по дефолт естрадните скандали кај нас се поврзуваат со светот на модата, односно девојките од најразлични причини незадоволството го искажуваат јавно, без да размислат за последиците, но има и такви кои се свесни за истите, па на тој начин само себе се рекламираат. По скандалот кој дефинитивно ја одбележа изминатата година, Дунавка Трифуновска во Мики Црнокрак, уште една медиумска војна, поврзана со манекенка, која има статус на екс-мисица од модното студио Црнокрак. Да ве воведеме во приказната, ќе почнеме од почеток. Викторија Луческа е манекенка од Прилеп. Во медиумите го има префиксот на поранешна девојка на македонскиот ракометар Дејан Манасков, која откако замина да работи во Виена, Копенхаген, Абу Даби и уште некои светски дестинации, одлучи повеќе да не се појавува во Македонија. Но пупу не важи. Истата таа Викторија се појавува во спот на македонски изведувач. Станува збор за Јоце Панов, но тоа и сега не е толку важно колку оваа фотографија. Токму тоа е фотографијата која ја објави Мики Црнокрак со цел да сподели со јавноста дека 3 девојки од модното студио се дел од новата видеоприказна на Панов. Но изгледа ова ја погоди Викторија, затоа што на оригиналната фотографија се наоѓа и таа. Па одлучи на Црнокрак да му се обрати виртуелно преку нејзиниот Facebook профил. abrem.црнокрак. Пониско можеш ли да паднеш или ова е веќе дното и си станал риба на суво со детски игри? Па си почнал да ме сечиш од сликите и да ги објавуваш. Па мислам и јас имам Facebook и оригинална слика. Сите ја видоа, но исто така видоа дека си испаднал од дете помал. Му се обрати Луческа на Мики Црнокрак. При тоа додавајки: и да, еве оригиналната слика. И јас бев на снимањето на спотот со твоите девојки и лично бев повикана. Зошто Мики ја скрати фотографијата и зошто токму тоа ја погоди Викторија? Новинерски е да ги слушнеме двете страни, а во случајов Викторија е девојче, па има предност. Каква е релацијата на Луческа со модното студио Црнокрак? Со модната агенција Црнокрак соработував околу 5 години и имам големо искуство со нив. Дали лично го познава Мики? Да, лично го познавам, затоа што на некои настани, промоции, реви, без разлика мора да биде тука, мора да биде со нас, мора да не контролира, така да лично и приватно и професионално го познавам. Што значи причината ја имаме, а поводот беше само кратење на фотографијата. За Луческа да му објави војна на Црнокрак. Изреволтирана манекенката си заминала од модното студио Црнокрак. Од 2013 година имавме некој конфликт на избор за мис лето во Охрид. Откако јас се почувствував дека сум заостаена од негово раководство, заминав на избор преку друга агенција, он се налути дека сум преку таа друга агенција и така почнаа тие конфликти и завршија на неубав начин. И решила својот потенцијал да го насочи кон светските модни агенции. Но очигледно е, таа е се уште во Македонија. Истата таа година, истиот месец ја напуштив таа агенција затоа што мислев дека имам потенцијал за да станам нешто повеќе од колку што бев кај него. По статусот на Facebook, Луческа му порача на Мики: ова не е фер потек. Мојата реакција беше вознемирувачка затоа што кога ја погледнав сликата на некој од порталите објавена како јас сум пресечена на сликата, не ми беше јасно зошто, мораше да се консултирам со дел од новинарите кои имаа објавена таа слика. Они ми кажуваа дека таква слика нашле, пронашле, некој ја пратил, не се знаеше никој, никако дојде до многу конфликти помеѓу многу луѓе, да не именувам кој. Бев вознемирена затоа што се случи тоа. Мислам, окей, сваќам дека он сака да си ја објави неговите девојки дека биле на спотот, али можеше било која друга слика каде што трите девојки беа сликани, он слободно да си ги објави. Ама што моја слика објавува на социјалните мрежи, а мене ме крати од сликата, значи тоа не е негов фер потек, искрено. Пред да ја слушнеме приказната на Мики Црнокрак, само да објасниме зошто го имаме преку Skype. Значи, моментално сме во Грција, во близината на Солун, каде што бараме локации за снимање на еден музички спот. Освен тоа, во Солун треба да се случи во наредниот
во наредниве 2-3 недели еден убав избор за убавина, се работи за Мис Планет Туризам, каде што ќе имаме наша представничка и имам состанок со претседателот на изборот и тоа е основната причина, основните две причини поради кои сме во Солун. А еве како звучи приказната на овој медиумски скандал од страната на Мики. А што се однесува до дотичната само наречена манекенка, навистина не би трошел време да објаснувам што е како е. Ние на нашата Facebook страна ги промовираме нашите манекенки, нашите нови лица и покажуваме што тие работат и нормално е дека девојките кои не се од моностудио Црноград нема што да бараат на нашата Facebook страна. Може би ова не е толку сериозен проблем како со името, но исто толку важен за Викторија. Па што предлага за решение? Решението на овој проблем е да престанат вакви конфликти, да не се замараме еден со друг или тој со другите негови бивши манекенки што биле кај него. Едноставно да се помири со фактот дека сите други продолжуваат без разлика дали е тој со нив или не. Во тој случај, кој би требало да се извини? Во овој случај дефинитивно тој треба да каже извини затоа што со неговиот потек јас се чувствувам омаловажена и вознемирена. Ке го добие ли Викторија извинувањето од Мики? Судејќи од неговата изјава дадена за нашата телевизија, очигледно Викторија ќе остане без извинување. Но барем за спомен ќе има фотографијата од спотот на Јоце Панов. Секако, она оригиналната. Ja, biću poznata, znam, biću poznata.